Кај треба да темата на денот, онаа кај што вие најав. Ги нема штипските стари училишта. Додеше ги нема и во цела Источна Македонија. Тоа е доказ за една друга водење на политика, можеби немарност, да не зборуваме утрово за намери. Но датираат училиштата по 100, по 200 години. И направени се по различни поводи, а основниот повод е кај тие згради, кај тие училишта е да можат да се образуваат децата. Никаде по Наполеоновите војни, султаните и високата порта во Турција донесува одлука да ги олабави стегите кон балканските народи, или Румелија, како што званично се нарекува, Милет Румелија, каде што дозволуваат да се донесат и влијанието од Француската револуција, но и силата на руската победничка војска, која се појавува заедно со дипломатијата на Долгоруки, се појавува како заштитник на православното население на Балканот. И овде се појавуваат и првите никлуци на верска слобода, но и училишна слобода. Во Македонија веднаш по Наполеоновите војни, тамо некаде 915-920 се отвораат училишта, некои се нарекуваат патријаршински, нема се уште екзархија, некои се нарекуваат световни, но училишта се отвараат. По Хати Хамајунот од 1136 и неговата поправка 39 година е дозволено обновување и градење на нови цркви. Иако, овде морам да го кажам ова за моите гледачи. Во Новосело е градена барокна црква уште некаде 908 година. Пред да стапат овие документи на сила е во Новосело е направена црква во барокен стил, веднаш по доселувањето на поголем број на доселеници од околината на Јанина и Корча. И до 830 година е започнала изградбата на големата базилика во Новосело. Подосна се стасани документите, тие одлуките, но велам, по Наполеоновите војни Турција им дала поголеми слободи на своите христијански поданици. Дури некаде крајот на 19. век по некои податоци и во заптиите, во полицијата е било возможено да работат христијани. И така натаму. Но од училиштата од 60-тите години и првите згради подосна во крајот на 19. век, во 90-тите години, во поправките во 20-тите, во 30-тите години, денес се само училиштето во кое што е средното музичко училиште Седер Михајлов, кај Штипени познато како училиште во дворот на црквата Свети Архангел Михаил, и тоа со неговото возобновување беа пронадени пергаментот и маслото поставени во времето на Кралска Југославија, но и на вчерашен ден, според фотографиите што можат да се најдат кај граѓаните, започнало обновувањето на последниот спрат, проширувањето поради поголем број на учители. Во Штип не постои човек кој за ова многу повеќе знае, повеќе познавање има од обична причина, тоа се вели страст, алтруизам или желба да се запамети минатото. Госпоѓа Елена Јаксимовска. Добро утро. Добро утро. Благодарам што ме поканивте во вашата емисија и ми представува чест да бидам гостинка. Почесто ќе ве покануваме за да не се заборави нешто што го одликувало не само Штип, туку и целиот овој регион. Јас ги напоменав документите и начинот на тоа што како турското царство и дозволува слобода на христијанските поданици. Но 861 година во Штип по новите педагошки мерки отворено првото училиште и е доведен Милетич за учител и управник на училиштето. Каде тоа се одвило? Па кога велите првото училиште е многу неблагодарно. Затоа што првото училиште, ако е 1861, мислите за девојчиња, рековте? Да. Инаку ако зборуваме општо за училиште, тоа е многу
Наназад, да. Такви податоци има и од Шакабенда и од машките деца секогаш на побогатите во имале литературата шанси. постои многу материјал, особено се битни оние изјави на патеписците кои минувале низ Штип и токму тоа им правело впечаток дека имало уредени училишта, добро уредени, така сите го велат тоа во нивните патеписи. Еден од патеписите и на Виктор Григорович, кој поминал низ Штип, низ цела Македонија, меѓутоа поминал низ Штип и му направило тоа впечаток. Тој е, да кажам, иницијаторот да се собираат умотворби, народни умотворби, затоа што го видел богатството кое го поседува македонскиот народ, фолклорот. И од тогаш и во Штип имаме многу собирачи на народни умотворби. Посебен иницијатор е Јосиф Ковачев, за кого ќе стане сега збор. И од него наваму сите народни учители имале задолжение да го собираат тоа фолклорно богатство. Инаку кога станува збор за женското образование во Штип, неминовно треба да се спомене црквата Покровита Богородица во Новосело. Затоа што таа е исто многу стара црква. И ако Станислав Доспевски 1850 насликал икона, значи таа многу порано постои. Тој доаѓајќи да фрескописот да го прави во Новоселската нова црква, направил една и која останала. Веројатно има повеќе, меѓутоа многу кражби имало. Се однело што... Да. Значи, женското образование би го посочила во Покровита Богородица во Новосело, каде луѓерките ги описменувале девојчињата, една од задачите. Второ, имало домакинско училиште кај што ги учеле да ткаат, да предат, да продаваат, потоа манастирските овие, како се викаат, се не го знам името, си имат име, тие одат па ги продаваат тие производи. Од тоа се издржува црквата, сигурно дел за девојчињата и така натаму. Занаатот се го научиле, од кој подоцна екзистирале. Значи, официјалното училиште како училиште е со Јован Милетич, не Љубомир Милетич, со Јован Милетич и неговата сопруга Евка Попдаова од Велес, која е... Затоа што некој се обидува да каже дека Костенцева е прва, меѓутоа заболела... Тоа било повеќе библиотека од училиште на Костенцеви, браките Костенцеви. 59 и 6, ама повеќе било библиотека. Да, значи Евка Попдаова е официјалното женско училиште го отвара за прв пат, кое се вика училиште со сите атрибути на едно училиште. За тоа била искористена зградата, сега што го спомнавте вие, училиштето Свети Рангел. Меѓутоа, не оваа зграда. Старото училиште било повеќе во дворот. Значи, некаде кај што е сега оградата на училиштето, на тоа место било старото училиште, а надолу не било така стрмно, затоа што имало куќи, тука беа на Спиро Прилепчански куќата, Маркови, не знам, Миладинови и така натаму, тој кварт целиот, тие куќи не постојат сега. А кога е градено новото училиште, 1931 година, е градено на ова место сега кај што е. Значи, е направен дворот пред училиштето, а не зад училиштето или према улицата. Она што... И е наречено Релја Крилатица. Да, сега да кажеме и зошто. Затоа што првата црква, ја правев една така класификација која црква кога е градена. Значи, оваа црква е пред сите овие други цркви што ги викаме Свети Спас, Свети Јован, другата исто има Архангел Главатова црква. Значи, сите тие се покасно градени од оваа Свети Рангелската, што ја викаме ние. И тоа било убава црква, некако сега. Сега ово се остатоци и тоа. Била убава направена црква. Ја градел Релја Крилатица. Или Релја Крилати е командант на коњица на цар Душан. И му било доделено едно време овде за властелин, да. И тој ја изградил таа црква на место кое се викало Подградие. Затоа што овде кога поминал Јевлија Челеби,
убаво кажал за подградието и за пазарот. Имало многу убав пазар за облека. Тоа било рачна облека која била уникатна. Значи, поради црквата, поради градбата на црквата и училиштето кое било во дворот на црквата е наречена Релја Крилатица. Училиштето е така наречено. Сега историјата на тоа училиште, и ние кога учевме, јас сум учила во тоа училиште, училиштето се викаше Свети Рангел. Народот се го нарекуваш, инако Маршал Тито беше. Маршал Тито беше можда малку подоцна. Тоа си беше каде учеш у Свети Рангелското школо, да. Долго време беше училиште, основно училиште, кој знае колку генерации Штип има поминато низ тоа. 75-6 година. Сега кога е подигнат спратот, градот расте потребата од училници и е подигнат уште еден спрат, тоа е некаде 66-та, 67-та или 76-та. Тука во тој период е доградувана ова. Сега од кога престана да биде основно училиште, значи според мене престанува таа зграда. Она е училиште, меѓутоа сосема нешто друго. Како што училиштето во Ново село сега е ректорат, значи и тоа не постои. Училиштето кај црквата Свети Никола, градското училиште, и тоа не постои. Кога е таа зграда? Кај градското училиште. И тоа училиште има своја историја. Само да спомнам дека Ново село го има приматот за училиште и ќе дојде да збори за него. Простете, овде ако ја прекинам, јас во нашите разговори ви кажав за податокот што го прочитав во мемарите на Ванчо Михайлов, кој кажува дека 1915 година, тој тогаш имал толку 13-14 години, тој во дворот на црквата и на училиштето се погребувани високи офицери кои од колера починале на српската војска. И тој таму помагал или што работил, не знам, меѓутоа бил таму во дворот и Везенков му велел да не ги мие раците со вода, туку со разблажена ракија и со разблажена ракија да пие, затоа што болеста е пренослива. Спомнавте една многу болна тема. Значи 13-та, 15-та година се можеби најтрагичните години, не само поради војната. Поради болеста. Туку поради онаа војна која е во позадина, што нема оружје, а е многу појака. Тоа се тие заразни болести. Тој зборува за училиштето во Ново село. Јас ако ми дозволите да кажам за градското училиште неколку збора. Значи градското училиште е после училиштето во Ново село, се мисли на зградата, не на образованието. Значи има во печатот пронајдов податоци каде што штипјани протестираат поради тоа што им е одземен имотот од црквата, продаден на приватен. Значи Коце Рибарче купува дел од црковниот имот, зашто штипјани многу ги иритира, затоа што тие мислеле на тоа место за градот училиште. И можеби до ден денес ке стоела таа зграда, ако било таму. Затоа што пред тоа било во крстилницата, во свеќарницата, така, келини училишта. За да ги смири духовите на штипјани, Коце Рибарче, кој ја изградил таа зграда, рекол, еве јас купив црковен имот, ама училиште, не го изградивте училиште, ама јас ќе ви ја дадам зградата да ви биде училиште. И таму долги години било градското училиште. Кога го изградиле ова, 1887 година, било исто како куќата на Коце Рибарче. И кој ќе погледнете разгледници од тоа време, црквата е во средина, а две исти згради се поред неа. И од лево и од десно. Значи тоа е таа историја на градското училиште. И не е точно, некои податоци свекивам дека 1869 година, кога училиштето не е изградено, уште не постои градско училиште, дека Јосиф Ковачев тамо. Не е точно, Јосиф Ковачев во Ново село го отворил првото педагошко училиште, се мисли на училиште кое создава кадар за учители. Не основно образование. И основно го реформирал, меѓутоа има и училиште за учители. Во тоа време ја нарекувале даскалоливница. Сега да се вратам на Новоселското училиште. Новоселското училиште исто има стари корени и ова новото 1881 е завршено, ова и 71 е почнато, 72 е завршено.
лежи на темелите на старо училиште, кое било според времето во кое било градено. Но и јас паметам уште едно училиште кое може би е најстаро, кое беше на црквата, беше во последно време како административна зграда. Така, што е сега срушена? Да, сега е срушена без никакво обележие, без еве така ги рушат училиштата и ние сакаме историја. Велиме, турците си ги однеле архивите, ние однеле историјата, србите, бугарите однеле, сега кој ни ја краде историјата? Значи, ние сме тие неодговорните. Ниедно обележие никаде не постои дека овде е изградено првото градско училиште. Или ова во Новосело беше училиште каде што многу кадри излегоа и потоа низ Македонија и низ Балканот отидоа да бидат учители. Не само учители, него многу големи луѓе. Веројатно тамо на училиште бил и Тодор Павлов. Јас сутре го споменав како соработник на Сартер во изработката на теоријата на екзистенцијализмот. Бидејќи е роден 880, на училиште морал да оде таму. Да. Има многу спомени, не само Тодор Павлов, татко му Димитар Павлов е тамо учител, па потоа е учител во градското. Значи, она што го вие спомнавте за верските слободи, прво е тој Хати Хумајумот 1839, па имаме Хати Шериф од 1856, ама имаме уште нешто измеѓу. Значи, се правеле реформи, затоа што црквата во Новосело е 30 години градена. Таква голема црква не се гради за една година и две. И сега да се навратам на она што Ванчо Михајлов го пишува во спомените, а што тој не е единствен, има илјадници документи и материјали за тоа дека во училишните дворови тој споменува за високи офицери. Меѓутоа, не знам дали знаел или дали му било од интерес тоа да го забележи, таму кај што била оградата, ако се сеќавате на разгледниците, има ограда училиштето со висок зид. Према реката. Према реката. И реката не била тука покрај зидот, него била малку кај водениците. Водениците беа преку река. Значи, таму било течението на реката. Веројатно овие наносите на песоци на тоа и го направија текот покрај Новосело, да може полесно и да го плави. Значи, тука, одма послед зидот, имало голема дупка со свежо гасена вар. Зборувам за 13-та година. Каде што во училиштето било болница за болни од колера. Колерата владеела многу. Сите училишта во градот биле претворени во болници, за да се сместат. Според она што странските известувачи го пишувале, кои биле овде во Штип, кажуваат дека не само на креветите, не под креветите, по подовите и по ходниците и по дворовите било преполно, немало каде да се минува од болни. Многу имало меѓу војската, ама и меѓу граѓанството, затоа што тие неконтролирано ги пиеле водите на реката Брегалница, а бугарите од кога завршил со Тунчанскиот одред, кога дошол во Штип, ја загадил со колера и значи тоа настанало една ужасна епидемија, што за медицината ќе остане црна точка. Луѓето полуживи се фрлани во свежо гасена вар, заради да ја запрат епидемијата. Значи, тие немале представа за епидемиологија. Биле одлични хирурзи, биле добри лекари, меѓутоа на запад веќе тие заразни болести не постоеле поради цивилизираноста и напредокот на медицината. Кримската војна има организиран начин на спречување на епидемија. Така е. И значи епидемиологијата не била главен предмет и не им било многу познато што и како. Она што го кажуваа старите, за кои многу убаво се сеќавам во разговорите, вика, во турскиот период цури и кучиња одеа по Штип. Беше забрането да се отепа куч. Дури и во Цариград ги имало. Значи, биле заштитени животни и тоа останало и во 13-та година. Имало многу. Меѓутоа, поради она што трупови носела Брегалница, надуени трупови секакви и од војната, ама многу повеќе од колерата, тие се настрвиле на
на месо, вика, не смея пазарджиите да одат на пазар, кучињата им се фрлаа на Днип. Сега за 15-та година. Значи 13-та година го покосила Штип. 15-та година, кога почнува Првата светска војна, во Штип влада една ужасна епидемија од пегав тифус, дамчест тифус. Тој однел многу жртви. Во литературата, преполна е литературата со податоци за загуби. Вика, секлова куќа беше тифусна болница. Жените беа без коси, им паднаа косите. Странските санитетски мисии што дошле овде, многу од нив коски оставиле. Дошле да помогнат. Дури, ова, заборавив да го кажам, на утлисци, Павлина Гуглова потекнува од тамо, беше медицинска сестра во Кавадарци, Штипјанка од Ново село. Лично ми има кажувано како нејзините родители со денови им затворена портата. Да не дојде комисијата да ги најде, да најде некој болен, ги фрлаат во дупките со вар. Стравотно. Стравотна работа. Тоа е 15-та година. Јас како начин за повод, со вас имам секојаш повод за разговор и се надевам дека ќе се договориме барем еднаш во месецот да начнуваме вакви теми кои се не само заради сеќавање, туку заради да потикнеме начин да се истражува тоа, да се документира, иако добар дел и со ваша помош е документирано, но треба да остане како документ, нешто што може да се научат помладите генерации, новите генерации. Да се подигне свеста. И да се подигне свеста за зачувување на значајните места и значајните работи во Штип. Кога да се вратиме на училиштата, кога во пред 3-4 месеца се запали една куќа на црквата Свети Никола и тоа помина како известување дека склонопадна куќа се запалила, па на еден наш сограѓанин уметник му направила штета и така натаму. Помина како вест, како новинарска вест. Незначајна. Меѓутоа се запали куќата на Јосифови, на Ковачеви. И ако заборавиме, ако кажеме дека вие го споменате Јосиф Ковачев, но да зборуваме дека и тоа е родното место на Владислав Славчо, на Владимир, на Глигор Ковачев, Антон Ковачев, тоа се знаменити личности за македонската историја. Ние поминавме бегло. Тоа е тоа што велиме да се подигне свеста. Ова што велиме дека треба да се подигне, затоа што луѓето не си ја познаваат сопствената историја, што да очекуваме понатаму. Куќата на Ковачеви, точно таа што изгоре, е многу значајна од повеќе аспекти. Значи, за мене првиот е образовниот. Јосиф Ковачев, кој го... Ова телевизија се наоѓа на улицата која го носи неговото име. Па за среќа. За среќа. Значи сепак нешто. Затоа што многу пати сум се прашала кога во Штип се формираше учителска школа. Но да речеме со времена Даскало Ливница не го доби неговото име. Се прашувам зошто. Што мајана му се најде на Јосиф Ковачев како штипјанец, во Штип се отвара учителска школа, а не се дава неговото име. Јас сум разочарана поради тој факт. Овде има многу повеќе политика, затоа што отишол во Кјустандил, па во Софија и така натаму. Па такво било времето. Кој може да го менува времето? Така е. Тоа било нормално, затоа што православието било отворено. Сите биле меѓу себе, соработувале. Денес, ако некој наш штипјанец предава на некој еминентен универзитет во светот, ние веројатно за живот ќе му подигнеме споменик затоа што е во Америка или во Англија, а овде го минимализираме делото на еден од првите просветители, не само од грамадна личност во македонската историја. Па да ви кажам, вистина е тоа, затоа што тој ги поставил темелите на модерното образование, темелите на образованието на учители.
Тој практично е основач на целата просвета во Македонија и пошироко. Ама сега конкретно за нас зборувам. Значи, од тука создавал кадри, ги праќал и во села. Нема тука, јас во град ќе бидам во село. Значи, добиваш задача, одиш тamo, отвараш училиште. Па нема каде, нема штипјанец. 90-те години од 19-тиот век и село со 15 куќи морало да одвои дел од диспенџето за да се плати даскалот. Што, бога ми, кога ќе се спореди со денешнината, ќе се најдеме посрамотени каква ни е направена мрежата. Так. Многу е битно за нашето образование што граѓаните биле со висока свест. Тие создавале тие црковно училишни општини правеле, за да можат образованието да го регулираат така како што треба, модерно сакале образование. Не може да се прескокне фактот дека Новоселската општина била една од најмоќните, и така ја кажуваат и во литературата, која уште пред создавањето на екзархијата имала општина. Прво биле тие чорбаџиските општини, чорбаџиите формирале со своји средства, кој има богатство, тај може да диктира правила. Тие не давале, особено новоселци, не давале никој да им биде тутор. 1860 година, кога го избркале од црквата владиката, му го изнеле владичкиот стол надвор. Дионисий, кога дошол, затоа што сакале да се одвојат од патриаршијата. И со стапови го избркале, не ме грчки владика, се собрале народ, не можел да ги победи, и покри тоа што употребил и сила и се, меѓутоа го избркале и повеќе не се вратил. Меѓутоа, екзархијата го искористила тоа поради блискоста, поради ова, барајки славјанска црква, за која сите се бореле. Подоцна е воведена 1872 година е воведена екзархијска црква, односно бугарска црква, која сепак била поприфатлива од грчката. Така. И народот ја прифатил како таква. И црковно-славјанското веронаука, и употребата на црковно-словенскиот јазик и така натаму. Да, старословенскиот јазик, они го викаат народен јазик. Кога кажат народен јазик, се мисли баш на тој старословенскиот во црквата што се користел. И сите го користеле тој јазик, тој нема име друго. Така, Лукијан вели за него, тој е нашиот јазик. Да, нема друго име. Тоа е тоа. Господи Аксимовска, оваков разговор може да продолжиме до 10 часот, ама јас ќе ве замолам вас, според вашето слободно време, еднаш као месецот да разговараме на овие теми, за да не се изгуби во маглините на денешнината. За еден месец ќе бидеме во контакт некаде во средината на мај, јас и вие да направиме иста ваква емисија, но бидејќи тоа е ваша потесна специјалност, најдов некои податоци за докторот Гочев од Исарот и за Пане Гочев, за многу малку знаени личности во Штип, оддавна заборавени, и за, како што го споменавме, братот на Славчо Ковачев, кој е генерал мајор, но од санитет и исто починал од зараза 19 година. Јас би сакал за некаде во средината на мај да зборуваме за вакви личности кои ги споменеме денес и напорите што ги направиле, исто како и Пеперевски, кој дал 100.000 лева. И за оваа тема во средината на мај да зборуваме Аџикимов, така. Тоа се огромни средства во тоа време дадени за здравјето на своите сограѓани, поттикнати од ова што вие го рековте. Кога се еврејските семејства иселиле за Солун, кога турски семејства се одселиле со турската војска, по балканските војни Штип не добил ослободување, туку добил десеткување на жителите, 5700 жители имало се на се во Штип. А да споменеме дека според турскиот дефтер 900-та година има скоро 30.000. Значи некаде низ виорот на 15 на години загинале, се одселиле во Штип 24.000 луѓе. Било страшно. Времето било страшно, затоа се го напуштиле Штип за да спасат живот гава, ама многу и загинале. Во мај ќе зборуваме за овие личности што се говори. Ви благодарам за укажаното. Јас ви благодарам за одвоеното време. Чест и внимание. Почитувани гледачи, ваков разговор можем да го продолжам до средината на денот и мислам дека е значено, ама да оставиме нешто за мај. А вие меѓувреме, ако најдете податоци за тоа,
во семејните архиви, во вашите сознанија. Јавете се во Ирис телевизија или кај господја Елена Јосимовска, а ние во Мајке зборуваме точно за оваа тема што ви ја кажам. За познати личности во светски рамки, но нам заборавени или воопшто непознати. Довидување до утре.